Зградата на ректоратот е првиот објект на Универзитетот Гоце Делчев од Штип на кој ќе се постават фотоволтаици, со што ќе се обезбеди струја за своји потреби. Во тек е тендерската постапка за поставување на фотоволтаици на зградата на ректоратот во Штипско Ново село. Се очекува инвестицијата да биде над 2 милиони денари. Сончевата централа на правниот факултет пак ќе чини 6, а на зградата на кампус 2 13 милиони денари. Ние имаме првични софтверски анализи за цена од околу 150 евра, просечната цена на струја, што е и сегашната цена некаде. За година и пол треба да се врати тоа што се инвестира. А они имаат 20 години трајност. Со овие цени на струја, спрема нас, бидејќи ние не плаќаме заштитена струја како што плаќаат домакинствата, ние плаќаме пазарна вредност на струја и цената ни е на берзата плюс 10 или 20%, зависи колку имате договор. Така да за нас исплатливоста би била од година до година и пол и навистина е штета да не се тргне у таква активност. Мираковски додаде дека поставувањето на фотонапонските централи ќе оди етапно. Трошоците за струја ќе се минимизираат, бидејќи производството од фотонапонските панели е доволно за задоволување на потребите на објектите, а од најголемата сончева централа на кампус 2 ќе може да се продава струја во мрежата. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на пресконференцијата со новинарите најави дека на одбележувањето на 16 години од постоењето на универзитетот на најдобрите студенти ќе им се доделат и ваучери од 10.000 денари. Благодарници за соработка ќе добијат полници и фирми кои соработуваат во интерес на студентите. Воедно ќе биде отворен и центар за обука. Значи направени се неколку комбинирани училници, 3 училници комбинирани, у малку по-неформална средина со у која што се дозволува интерактивна настава, обезбедени се телевизори, нови клупи, организација да може да има и по-непосредна контакт наставниците и студентите или некој друг вид на обуки и тај центар у суштина сега ќе биде центар у кој може да се држат одредени курсови, одредени настани од типот на специфични обуки. Мислам дека ќе биде доста активно јадро. Мираковски посечи дека потребни се инвестиции во изградба на студентски дом, но и конечно најголемиот факултет на универзитетот да добие своја зграда. Факултетот за медицински науки планирано е да се гради меѓу Средното медицинско училиште и новата болница. Почнавме преговори и разговори за нов објект на медицински факултет, за кој што имаме целосен проект, целосно нова зграда. Имаме локација, имаме точно што ни треба, имаме и цена, некаде буџетот околу од 3 до 4 милиона евра, бидејќи беше правено друго време, па сега треба да се репроектира со новите цени. Штипскиот универзитет веќе ги прилагодува програмите за странските студенти. На медицинскиот и на правниот факултет имаат студиски програми на англиски јазик, а на оваа листа се подготвува и факултетот по информатика. Во моментот во Штип студираат околу 1200 странски студенти, од кои најмногу од Турција.